Во ова издание, председателот Обама се подготвува одново да се заземе по прашањето за контрола на оружјето. Германија предупредува, Шенген зоната е во опасност. Кои се главните прашања што ја движат председателската трка? Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Гоце Јаневски. Американскиот председател Барак Обама се среќава со представници на агенциите за спроведување на законот пред очекуваното објавување на извршните наредби за заострување на легислативата за контрола на оружјето. За ова поопширно ќе зборуваме подоцна во емисијава, а сега да видиме што друго прави наслови денеска. Американските власти работат на разрешување на напнатата ситуација во северозападниот дел на сојузната држава Орегон, каде што група од 100 антивладини паравојници во саботата запоседнаа национален парк. Причината е наводно нивното верување дека владата нелегално конфискувала приватно земјиште за јавна употреба. Групата тврди дека таму може да остане со години. Германија предупреди дека Шенген зоната во Европа е во опасност по воведувањето на нови гранични контроли од страна на Шведска и Данска, со цел да го запрат приливот на мигранти во нивните земји. Портпаролот на Германското министерство за надворешни работи Мартин Шефер рече дека слободата на движење е важен принцип и еден од најголемите достигнувања на Унијата. Данскиот премиер Ларс Локе Расмунсен рече дека мерките на другите скандинавски земји може да доведат до повеќе баратели на азил во неговата земја. Председателот Барак Обама и Конгресот, предводен од републиканците, се вратија на работа неделава на почетокот на изборната година. Майкл Бауман известува дека Обама, уште пред да го заврши одморот на Хаваите, сигнализирал намера да постапи по едно од најполаризирачките прашања во Америка – контролата на оружјето. Неколку месеци пред терористичкиот настав во Сан Бернардино и масовното убиство на локалниот коледж во Орегон, Белата куќа започнала со разгледување на можните акции на председателот во насока на намалување на насилството од огнено оружје. Десетици илјади од нашите сограѓани американци загинаа од насилство со огнено оружје. По секој од тие настани ни беше речено дека построги закони за набавка на оружје нема да го запреле масакрот и дека не треба ништо да се направи. Знаеме дека не можеме да спречиме секој акт на насилство, но што ако сме можеле да спречиме барем еден? Што ако Конгресот направеше нешто да ги заштити нашите деца од насилството со оружје? По средбата со неговиот генерален правобранител, Обама се очекува да издаде извршни наредби за проширување на проверките за оние кои сакаат да купат огнено оружје. Ова може да се протолкува како насочување на политичката граната кон републиканците кои гласно го бранат правото за поседување оружје. Ние ќе го спасиме вториот амандман. Има голем напад на вториот амандман. Фаворитот во републиканската председателска трка вели дека цивили со оружје ќе можеле да се заштитат од терористите во Сан Бернардино и во Франција. Знаете што направија терористите во Париз? Убиваа еден по еден. Жртвите беа тотално безпомошни. Американскиот народ е ужаснат од масовните убиства што ги видовме последниве 2 години. Демократите кои сакаат да го наследат Обама силно поддржуваат построга контрола на оружјето. Треба да ја прошириме и зајакнеме проверката за луѓе кои не би требало да имаат оружје, криминалци и ментално болни луѓе. Мислам дека тоа е онаа што председателот се обидува да го направи. Легалните предизвици на таква извршна одредба се неизвестни. Председателската акција за заобиколување на Конгресот по друго трнливо прашање, имиграцијата, предизвика судски битки што би можеле да продолжат до крајот на мандатот на Обама на функцијата. Истражувањата на јавното мислење покажуваат дека по неодамнешните терористички напади во Париз и Сен Бернардино, Калифорнија, американските гласачи ги сметаат тероризмот и националната безбедност како најважни прашања во кампањата за председателските избори во 2016 година. Джим Мелон известува за тоа како кандидатите за Белата куќа од двете политички партии се прилагодуваат на промената во време кога се вжештува кампањата. Доналд Трамп останува доминантна фигура во републиканската председателска трка, а неодамнешните анкети покажуваат дека републикански гласачи го оцениле повисоко од неговите ривали за справување со тероризам. Ова нема да се избори за љубезност, туку избори за компетентност, острумност, цврстина, бидејќи во спротивно нашата земја ќе пропадне. Тоа е крај.
На последната републиканска дебата, неговиот ривал Джеб Буш го постави прашањето дали Трамп е подготвен да ја води државата. Ако јас сум председател, ќе бидам врховен командант, а не врховен агитатор. Јас нема да правам поделби, туку ќе водам семјата за да создадам поголема сигурност и поголема безбедност. Акцентот на безбедноста може би ќе и помогне на демократската кандидатка Хилари Клинтон да го зголеми водството пред ривалот Берни Сандерс. Клинтон сака да интензивира војната кампања против исламската држава, но ја става под прашање стратегијата на некои од републиканските кандидати. Ветувањето на масивно бомбардирање не прави да изгледате силни. Изгледате како да немате контрола врз ситуацијата. За време на последната демократска дебата, Берни Сандерс предупреди да не се повторуваат грешките од минатото. САД мора да водат, но САД не се полицаец на светот. Првиот вистински тест за сите председателски кандидати ќе биде на почетокот од февруари во Ајова и Нју Хемпшир. Во годината што измина, колешката Џули Табо забележа неколкумина подвизи на обични американци кои што направиле позитивна разлика и оставиле белег во нивните заедници. На незините прилози за една жена и незиното пијано, за еден филантроп и за група надежни режисери, чии идеи им помогнале на нив самите и на заедницата. Се навраќаме во продолжение. Изминатата година Гласот на Америка ја представи Сирлин Роуз, која свири пијано во ходникот на болницата Сибли во Вашингтон, секој петок 20 години. I lost my husband in 1991. Го загубив сопругот во 1991. Беше многу тешко. 5 години бев во депресија. Си мислев, ако му помогнам некому, си помагам самата себе си. И така почнав да доаѓам во Сибли да свирам пијано. Во март сретнавме група млади ученици чии напори добија признание од председателот Обама. Hello everybody and welcome to the second annual White House Film Festival. Овие млади филмски ентузијасти беа поканети во Белата куќа на специјален настан каде им беше дадено признание за нивните филмови. 15 филмови беа прикажани на фестивалот во Белата куќа, снимале на заедничка тема како да и се одолжиме на заедницата. 2015-та беше година кога Гласот на Америка имаше шанса лично да се увери во великодушноста на американците. Милиардерот филантроп Дейвид Рубенстајн донираше милиони долари помош за зачувување на американската историја со финансирање проекти на реставрирање на некои од најважните знаменитости. Филантропија е грчки антички збор што значи да се сака човештвото. Не значи богати луѓе да дават само пари. Туку значи вложување на време, енергија, идеи да ја помогнете на заедницата на вашата држава. Во јули Гласот на Америка беше во Лортон, Вирџинија, да се увери како специјалните куќиња за спасување, како Прайс, на пример, се обучуваат за нивните задачи. Тие се едни од нашите најдобри помошници при барање преживеани во урнатинати. Има многу начини да се помогне светот да стане подобро место за живење. Thank you. На преминот од една година во друга, кога го подзапираме темпото да си посакаме убави желби и кога стануваме посвесни за релациите важни во нашите животи, сакаме уште еднаш да ви кажеме колку ни значи вашата поддршка, со мал знак на внимание. Календарот на Гласот на Америка. Ќе го добиете директно на вашата адреса, ако поидете на нашата интернет страница glasnaamerika.com. Од сите нас, срекни празници! Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Гоце Јаневски од студиото во Вашингтон. Емисијава и повеќе информации може да најдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер, до гледање, до утре.
Michigan, a large, magnificent state. It's all about water in Michigan. Over 3,000 miles of freshwater shoreline. It's the boating capital of the world, with more than 1 million registered boats here. Outdoor recreation is on the water in the summer, ice and snow in the winter. Michigan is divided into 2 distinct geographic regions, Lower Michigan and the rugged, relatively unsettled Upper Peninsula, linked by the 5th longest suspension bridge in the world. 5 miles across the Straits of Mackinac, it opened in 1957. Culturally, there is a 3rd region of Michigan, Detroit, Motor City, the automobile capital of the world. It was in this building